Почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, прв ден од расправата за законското решение, односно Законот за работни односи, по однос на договорот за изградба на автопатишта во Република Македонија, кој што договор опозицијата го нема видено. И на овој прв работен ден Артан Груби и Димитар Ковачевски сакаат под брза постапка, без дебата во собранието, повторно да донесат низа закони кои се во спротивност со голем број правни начела и уставни одредби. Наместо владата да оди по регуларен пат во собранието и да се обиде, да објасни што прави и зошто ги предлага новите закони, како што и впрочем процедурата која што се прекршува ево овдека во собранието, тие сакаат да ги протуркаат со европско знаменце и да нема расправа овдека во законодавниот дом. Почитувани колеги од власта, не може да биде европска вредност 60 до 72 часа работна недела, која што е спротивна на Уставот, за која што истиот овој Уставен суд на Република Македонија има донесено одлука и истата повторно е спротивна со европските начела. Не може, почитувани колеги од власта, да биде европска вредност експресно доделување дозвола за експлоатација на минерални суровини без строго предвидена постапка која опфаќа заштита на животната средина, археолошки локалитети, природни богатства и така натаму. Не може, почитувани таленти од власта, да биде европска вредност во споставување на законски паралелизам. Носењето на законските измени по скратена постапка повторно под превезот на европското знаме е насилие и криминал, кои Груби и Ковачевски се обидуваат да го прават и во име на Европската Унија, што е целосно на штета на евроинтеграцијскиот процес на Република Македонија во Европската Унија. Опомените стигнаа. Амбасадорот на Европската Унија Дейвид Гир порача, цитирам, дека европското знаменце треба да се употребува само кога станува збор за закони што се поврзани со европските норми и стандарди, но не и да се скрати и да се избегне јавна дебата при носење важни закони. Сојузот на синдикати на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати, КСОМ, УНСМ, како најголеми синдикални централи во Македонија, кои што заеднички здружуваат повеќе од 150.000 работници во Македонија, најостро ги осудуваат одлуките на владата по итна постапка и со европско знаменце да воведат неевропски вредности во Македонија, без расправа и согласност на социјалните партнери. Владата, почитувани граѓани, воведува работно време како пред 137 години, со кое што се овозможува работниците нечовечки да бидат експлоатирани во трајање од 72 часа во текот на една недела, што е преседан и во светски размери и директен атак врз здравјето и безбедноста на работниците. Реагираат од синдикатите. Осуда за ваквите ставови и намери на оваа корумпирана влада беа доставени и од Европската конфедерација на синдикатите ЕТУК, Светската конфедерација на синдикатите ИТУК, Европската федерација за градежништво и дрвна индустрија и Светската организација за градежништво, кои што имаат повеќе од 300 милиони членови кои што рамо до рамо застануваат со синдикатите во Македонија. Првиот вице-премиер за ништо, Артан Груби, треба да знае дека криминалот не е европска вредност, како што тој сака да го прикаже. И Груби и Димитар го злоупотребуваат механизмот на гласање закони со европско знаменце за да крадат во име на Европската Унија, што и штети на државата и на незините граѓани и на репутацијата која што треба да ја градиме во позитивна насока, а не во насока на криминал. Подпишаниот договор, почитувани граѓани, од оваа криминогена власт на ДУИ и СДСМ без национален легитимитет и консензус, а Груби вели ништо немало да ги спречи
а тоа ќе не чини дополнителни стотици милиони евра, затоа што проектот ќе се продолжил за уште 2 години заради непроменетите закони. Жално е што упорно власта пробува да го протурка овој договор кој носи огромна штета на Македонија, а за кој ќе платиме, како што кажав, повеќе од 300 милиони евра уште веднаш на самиот старт, на самиот почеток. План 11 од договорот кој што е доставен од Цвиркачи, што се однесува за бројот на работници и план за работа. Во него е дефинирано колку работници ќе работат на автопатот и колку од нив ќе бидат од странство, а колку домашни работници. Согласно овој договор, од вкупниот број работници, 30% почитувани граѓани ќе бидат од Република Македонија домашни, а 70% странци. Што значи дека 70% од парите што македонските граѓани ќе ги дадат за изградба на автопатот ќе одат надвор од државата, наместо да се вработуваат домашни луѓе. Македонија ќе вработува странци, ќе увезуваме работна рака од страна. А премиерот Ковачевски лажеше кога вели дека најмалку 51% ќе биле домашни работници. За сега некој да дојде да работи во Македонија, треба да добие работна дозвола и дозвола за престој. Само за работниците на овие автопатишта, коридорите 8 и 10, ова нема да важи. Односно, тие ќе можат да работат првиот ден од кога ќе стапнат на македонско тло, додека ги чекаат соодветните работни дозволи и визи. А тоа значи дека можеби и нема да ги добијат. Затоа што е можно некој, по претпоставка, што има нечесни работи кон државата од безбедносен аспект, истиот да се инфилтрира во државата, да работи 6 месеци и после 6 месеци барањето за работна дозвола да му биде одбиено. А во тие 6 месеци можеме да претпоставиме какви проблеми на тоа лице може да направи на Република Македонија. Ова е уште едно кршење на законите. Како што планирате насила да го пројдете овој договор, да го протурнете овде низ парламентот на Република Македонија, преку овие закони, тогаш сите граѓани на Република Македонија, без разлика од кој дел на државата живеат, ќе бидат сведоци на најголемата плачка, на најголемиот крадеж во историјата на Република Македонија. Груби и Ковачевски се навлезени до гуша во криминал и без разлика колку и да се обидуваат тој свој криминал да го маскираат под превезот на нашите, односно нивните стратешки интереси како држава, односно да релативизираат дека тоа е добро за нашиот евроинтегративен пат, сепак тие го прават тој криминал за кој одговорност дефинитивно ќе има, бидејќи со нивното работење и со нивното крадење и криминал, ние сме секој ден се подалеку и подалеку од Европската Унија. И вие ќе ни кажувате и изборувате овдека за Европа. Па каква Европа, бе, колеги пратеници од власта? Ви се смее цела Европа. На Европа и требаат земји членки со средени реформи, со нула толеранција за корупцијата, непартиско судство, со среден здравствен систем, со образование на високо ниво. Се гледа на дело како ќе не носите во Европа. Решението на крајот за сите овие порази кои што ги имате нанесено на Република Македонија во овие 6 и малку повеќе месеци, оваа криминална власт, решението е во новата влада, која ќе ги припаѓа подеднакво на сите граѓани, која ќе постави црвени линии за сите прашања важни за Република Македонија и од тоа нема да има отстапка. Влада која нема да биде уценета, која нема да донесе хипотеки кои што подоцна ќе создаваат обврска. Почитувани пратеници од власта, на крајот, ве повикувам да на разум, ако и барем малку останал тој разум кај вас, да го прифатите овој наш амандман со кој што предлагаме да се избриши предложениот цел затоа што е неприфатлив, бидејќи е во спротивност со ставот 1 од истиот член, каде предвидува за
стратешки проекти, начинот и времето на исплаќање на платата да се врши со правилник кој ќе го донесе министерот за труд и социјална политика. И немојте овдека на крајот да ни велите дека заради тоа што коридорите се наоѓале во Македонија на срцето на Европа, овој закон треба да се донесе со европско знаменце. Видовме утринава како една колешка од Кавадарци на реплика на мојот колега Миле Левков од ВМРО ДПМН, кога ја праша што е европско, таа вели се ставило европско знаменце затоа што пратениците од опозицијата, бидејќи многу говореле, ги искажувале криминалите, нечестните работи овдека на седницата. Па луѓе, ние сме овдека за да ги изнесиме сите невистини во овие денови кои што ни се случуваат. Така да го прекршивте европското знаменце, нема ништо европско, барем малку на крај освестете се и дадете поддршка и покрај тоа што владата го одби овој амандман. Благодарам.